Беше тоа на 17 декември 1871 година, кога во Смилево, Битолско, роден е македонскиот револуционер Дамјан Даме Груев. Своето образование го стекнал во Смилево, Битола и Солун, а потоа во Белград и Софија. Бил учител во Смилево, Прилеп, Штип и Битола, како и училишен инспектор во Солун. Тој е иницијатор и учесник при формирањето на ВМРО во Солун на 23 октомври 1893 година и е избран за секретар касиер на Централниот комитет, но фактички тој е главниот раководител на организацијата во внатрешноста. Во 1897 година е интерниран од Солун во Битола. Поради така наречената Попставрева афера, во Битола на 6 август 1900 е уопсен и осуден на 10 години затвор. На Смилевскиот конгрес во април 1903 е избран за член на главниот штаб на востанието во Битолскиот револуционерен округ. По востанието останува во Македонија и се зафаќа со обновување на разнишаните основи на организацијата. Во октомври 1905 година учествува на Рилскиот конгрес и е избран за член на Централниот комитет на ВМРО. На 17 декември 1924 година француското инженерство изврши авионски премер на Скопската околија. Беше тоа на 17 декември 1929 година, кога свечено е отворен офицерскиот дом во Скопје, кој се сруши во земјотресот во 1963 година. На 17 декември 1952 година во Штип е роден Блаже Китанов, македонски писател. Завршил филолошки факултет во Скопје, на истиот факултет магистрирал и докторирал. Професор е на Педагошкиот факултет Гоце Делчев во Штип, бил главен и одговорен уредник на списанието Дело 74 од Штип, член е на Друштвото на писателите од 1998 година, а автор е на книгите Од пейсажот кон човекот, Во подножјето на огнот, Импресии и погледи, Асо Шопов, Живот и дело. Беше тоа на 17 декември 1962 година, кога во Скопје умре Крсто Гермов Шакир, војвода, македонски револуционер, Прилепско-Мариовски војвода, учесник во Илинденското востание и во Балканските војни. По ослободувањето на Македонија стана народен пратеник и како најстар пратеник на 1 септември 1946 година во Скопје го отвори првото заседание на Македонското народно собрание. Роден е во Прилеп во 1876 година. На 17 декември 1987 година во Скопје умре примариус доктор Ѓорги Гаврилски, прв примариус и прв специјалист по општа медицина во Македонија. Учествуваше во Народно-ослободителната војна, беше член на АСНОМ, секретар на владата на Народна република Македонија и помошник министер за народно здравје. Со својот труд даде огромен придонес за развој на здравството во Македонија. Роден е во Свети Николе во 1911 година. Беше тоа на 17 декември 1993 година, кога во Лас Вегас, Соединетите Американски држави, Фудбалскиот сојуз на Македонија е примен за придружен член на Светската фудбалска федерација ФИФА. На 17 декември 1993 година Финска ја призна Република Македонија. Председателот Мауно Коивисто го објави признавањето на службен прием и му врачи акт и го овласти Министерството за надворешни работи да воспостави дипломатски односи со Македонија. Беше тоа на 17 декември 2004 година, кога е избрана владата на Република Македонија предводена од Владо Бучковски. На 17 декември 2005 година Република Македонија доби статус на кандидат за членка на Европската Унија. Беше тоа на 17 декември 2015 година, кога почина Слободан Чашуле, македонски новинар и политичар, министер за надворешни работи на Македонија во периодот 2001-2002 година.
Чашуле е роден во Скопје на 27 септември 1945 година. Тој е син на познатиот македонски писател Коле Чашуле. Чашуле го завршил своето образование на Папскиот католички универзитет во Лима, Перу. Беше новинар и основател на телевизија Скопје, дописник на ТВ Скопје од Чиле и Перу, дописник за Тањук во Латинска Америка и Карибите, главен уредник на Тањук во Македонија, директор и главен уредник на Македонското радио, генерален директор на Нова Македонија, Скопје. На 30 ноември 2001 Чашуле станал министер за надворешни работи на Македонија, четврти поред во владата на Љупчо Георгиевски. Во 2002 година е избран за пратеник во Македонското собрание. Почина во Мадрид, Шпанија. Беше тоа на 17 декември 2017 година кога почина Стамен Филипов, правник во пензија, познат и како човекот кој поднесе најмногу иницијативи пред Уставниот суд на Република Македонија за преиспитување на уставноста на многу закони и законски решенија. Филипов до судот во текот на своите пензионерски денови поднесе 1200 преставки, од кои дури 308 му биле прифатени. Филипов беше пензиониран правник од армијата на Република Македонија со чин подполковник и уживаше голема почит меѓу своите колеги. Тој пред Уставен суд ги оспоруваше законот за лустрација, законот за измени на данокот на додадена вредност и многу други.